Почитувани, ова се факти, не се обични клеветења и измислици во нивни стил, а за тоа сосема логично е да понесат одговорност. Тоа што по низниот Крајовски е очајно лош лидер на локалните садасовци, на крајот нека биде и нивни проблем, ама за потрошените европски пари и пари на граѓаните се одговара. Неспособност, криминал, корупција, неодговорност, незнаење, сите овие зборови се атрибути кои го отсликуваат владењето на локалниот лидер на СДС, кој е воедно и прв човек на една многу чувствителна институција во Битола, а тоа е Битолскиот затвор, господинот Драган Крајовски. Само пред 2,5 години Крајовски се сликаше и покажуваше дека затворот е реновиран, а сега буквално таваните се уриваат од влага, зидовите се ронат, а пречистителната станица не е во функција. Се во затворот се распаѓа. Се распаѓа. Потрошени се 1 милион евра, од кои 750.000 евра се директни европски пари, а остатокот наши, пари на граѓаните. Шефот на одделението за економски работи при делегацијата на Европската Унија, кој што беше на отварањето на реновираниот објект, сигурно би останал во чудо дека и покрај вложените пари условите во Битолскиот затвор не се подобрени и дека реченицата од неговата изјава во односната прилика, цитирам, многу е важно овој објект да се одржува за да остане таков каков што е, завршен цитат, останала веројатно неразбрана. Почитувани, прашуваме каде и како завршиле парите наменети за реконструкција и реновирање на затворот. Дали едноставно само завршиле во приватни джебови, па така квалитетот на изведбата паднала во последен план. Ја користиме исто така приликата да ги повикаме релевантните институции да реагираат по допрен глас и да проверат како се потрошени толкав износ на пари. Повторувам, 1 милион евра. А само по 2,5 години затворот да биде повторно распаднат.